Директна конфронтација меѓу македонските и грчкиот дипломати денеска во Обединетите нации. Откако председавачот на Генералното собрание Срđan Керим го најави Црвенковски како председател на Република Македонија, протестираа грчкиот дипломати на Ист Ривер и покрај обвинувањата дека ги прекршува правилата на светската организација во која Македонија е примена како фирм, Керим остана на ставот дека Црвенковски е председател на Република Македонија. Како председател на Генералното собрание на Обединетите нации, јас сум должен да покажам целосен респект за достоинството на секоја членка на Обединетите нации, вклучувајќи ја и мојата земја. Одговарајќи на грчките забелешки по завршувањето на својот говор, Црвенковски доби силни аплаузи од представници на Генералното собрание на Обединетите нации. Конечно, со или без вашите процедурални забелешки, името на мојата земја е Република Македонија и ќе биде Република Македонија. Во име на Генералното собрание и во мое лично име, му благодарам на председателот на Република Македонија за дадената изјава. Дојде време за напредок по прашањето за името Македонија, изјавил помошникот на американскиот државен секретар Николас Барнс, последван со грчката министерка за надворешни работи Бакојани во Њујорк. За разлика од медијаторот Нимиц, кој вчера рече дека е рано за нови предлози, поранешниот американски амбасадор во Атина побарал од Македонија и Грција да започнат конструктивни и продуктивни разговори во Обединетите нации, индиректно критикувајќи ги двете земји дека намерно водат јалови преговори во Њујорк. Сакаме да го наметнеме нашето влијание и му укажуваме на Скопје, како што тоа го правиме и со Атина, дека дојде време за напредок. Веруваме дека амбасадорот Нимиц е ефикасен преговорач и дека процесот наскоро ќе донесе прогрес, изјавил Барнс посредба со Бакојани. Во изјавата објавена на интернет страница на грчка диаспора во САД, Бакојани денеска со поумерени изјави во однос на најавеното вето за НАТО, но со посебен акцент за исполнување на критериумите за евроатлантска интеграција. За Бакојани сега еден од главните критериуми се добрососедски односи, а нивки ги нема ако Скопје не попушти спорот за името. Најновата грчка офанзива за името вчера доби јавна поддршка во Американскиот конгрес. Председавачот на подкомитетот за Европа во Комисијата за надворешна политика на Представничкиот дом Роберт Векслер побара од конгресмените да ја поддржат резолуцијата број 356 со која од Македонија се бара да прекине со непријателска пропаганда и крадење на историјата. Резолуцијата предложена од грчките лобисти во Вашингтон пролетоска досега ја поддржале 73 конгресмени или помалку од 20% од членовите на Американскиот конгрес.